како што не може амнестијата да се гледа изолирано од целиот случај, не може да се гледа ни работата на обвинителството во пораната фаза до обвинителниот акт изолирано од целокупниот случај, бидејќи тоа е тоа што го придвижува тркалото. По мене, уште во старт, обвинителството сгреши со обвинителниот акт, односно ги стави сите на куп и сите по член 313, освен овие двајца што беа за помагање. Наместо да ги подели по различни действија и различни улоги што ги имале во таа организација, со што ќе беа задоволени повеќе работи, меѓу другото и ова за што укажуваа невладените и за должината на постапката и за честеноста на судењата, доколку беа поделени на различни постапки со различни кривични дела, тоа ќе беше малце, а и од аспект на амнестијата ќе беше третирано поинаку, зашто друго е, ако вие претениците ги ставите во една постапка кривична и потоа ги амнестирате, тие остануваат само за таа. А амнестијата некако кога се донесе влијаеше на чувството на неправедност на сите обвинети во оваа постапка, бидејќи беа заедно обвинети, заедно во една организација. Истото ностоп го тврдев за сите чинители и остана и во овој куп, во овие колку останаат 17? 17 во овие 17 до крај остана лица кои по мене не треба да бидат таму и кои по мене не треба да одговараат за ова кривично дело. Ќе го издвојам Владимир Трајковски, кој што е лице кое никој од останатите обвинети речиси не го познава, на кој што сите му се подсмеваат и смеат додека трае судењето, затоа што делува кловновски, да речам, затоа што ностоп се зафркава со другите, затоа што добацува ви денеска на изрекувањето извикна, Ирлија или така нешто. Значи, тоа е лице кое некако несрекно вклучено во овие и сега само заради тоа што оно опфатено со ова кривично дело добива казна од 15 години за действија на насилство, кои што самата судика ги објаснува дека со ПП апарат прскал и дека удирал по пратениците. Тоа е различно како действие од терористичко загрозување на уставниот поредок. Не беше тргнат, не беа тргнати до амнестијата ни останатите. И мислам дека во раната фаза се направи грешката и после некако криво насадено многу работи се погрешија. Сакам да кажам само, бидејќи ние го критикуваме судот секој пат кога има простор за критика, но сакам да кажам и не само добри, него да речам работи кои не може да бидат префрлени на судот, а тоа е кога работиш по обвинителен акт таков каков што ти е даден. На судијата сепак овој обвинителен акт ти беше на овој начин даден за она да се справува со зачестеноста на судењата и така. Ова што сакам да ве прашам, дали ова што го зборувате значи дека практично обвинителниот акт на некој начин ни го спаси Игор Дурловски, денес да не биде осуден затоа што беше гонет за терористичко загрозување на уставниот поредок? Може би го спаси од друго кривично дело, за кое што сепак имаме снимки да видиме. Значи, тој навистина бил учесник во таа толпа. Лошата работа на обвинителството произлезе во тоа да тој навистина нема докази за сторување на ова кривично дело и со тоа е ослободен.